Ova zima pčelite со ниските температури минаа добро. Загубите овој пат биле минимални, едва и 5%, што за пчеларите е толерантно. Јас у сите семејства што ги имам, двечки, едната е нападната, едната е останала со тратејска мајка и тие двете пропаднаат, да речеме, расторија се. Иначе другите се сите живи и здрави и фино е, мислам, зимото поминаме добро. Но она што е спасено во зимата може да биде изгубено во пролетта. Осетливи се на нагол пад на температурите и да молиме Бога да не се прска за време на цветањето на вошките. Тие го прават цветот отровен, пчелата не може да го оплоди и која е целта на прскање за време на цветањето? Иако искусните знаат, сепак добар дел од овоштарите и понатаму овошките хемиски ги третираат во текот на цветањето. Третманот против штетниците се врши на два наврата. И тоа, првиот пат кога 10% од венечните ливчиња на сите цветови се отворени и потоа кога 80% од венечните ливчиња ќе паднат. Никако да не се третира во фаза на полно цветање, бидејќи се троват пчелите кои што како корисни инсекти вршат опрашување. Што оваа година ќе им донесе на пчеларите од регионот е неизвестно, но сигурно е, претерано дождливата година не одговара. Ланските приноси генерално не беа добри, што влијаеше и на цената. Иако имаме субвенционирано производство, цената на медот моментално ние се уште ја држиме 300 денари, меѓутоа веќе почнуваат некои да ја качуваат, што мислам дека не е фер спрема купувачите. И сепак сме субвенционирано производство и треба да мислам да се задржи таа цена. Како и да е, 400 пчелари од регионот со постојните 15.000 пчелни семејства се подготвуваат за околу 230 тони мед.